Дали со ова завршуваат барањата на албанците муслии околу употребата на албанскиот јазик во институционална употреба на албанскиот јазик? Бидејќи вака, дел од јавноста страхува реално, сте го прочитале и реално дел од страхувањата на граѓаните, барем ова е дека се тоа води кон бинационална двојазична држава, нели дел од страхувањата ги слушаме, дел од коментарите во јавноста на опозицијата, на дел од академската средина. Повеќе се троши енергија на како да кажам, коментирање на закон кој регулира однос на една заедница со институциите, отколку што се вложуваат сите интелектуални елити да вложат напор да го регулираат односот помеѓу двете заедници. Видите, вие може да немате службен јазик и да не може овие се парламентарни демократи, не може државата со присила да те натера со некого да комуницираш. И место да се ствара позитивна клима помеѓу заедниците, каде што јазикот секако функционира. Овие два јазика не се измислени 91-та, ни 45-та. Овде функционира, значи овде функционирале овие јазици, овие заедници со векови, но креирале позитивна клима за нивниот соживот и комуникација. А ве велам, овој закон во ниеден момент, во ниеден дел не го регулира односот на албанците со македонците као граѓани. Затоа што не го регулира. И сега вие цела една фама правите околу односот на албанците со институциите, а од друга страна никој не зема... Не се прави фама во јавноста, значи има и такви тврдења, така да. А никој не сака да сноси одговорност како тоа влијае врз комуникацијата на овие две заедници. За среќа, кај нас не е многу ретко, политичарите многу и не ги рачунаат кога треба да изградат односи граѓаните едни помеѓу други, па тоа не секогаш негативно влијае врз нивните односи. Ја идам од град каде што има повеќе заедници, каде што се комуницира и законските решенија никогаш не биле тие кои ги регулира односите, така точно. 2, 3, 4 Не треба да се чека некој закон за да ги регулира односите на граѓани. Еве, околу тоа дали се тоа води професори комбинационална, односно двојазична држава како што има такви коментари во јавноста. Ова ги урива основските темели на државата. Ова води кон малтене апартхејд, ова води кон раздалечување на македонците, албанците и другите етнички заедници. Значи, вие ќе имате сега случаи каде што дечињата нема да знаат македонски, нема да знаат да се разбираат. Понатаму овој закон не го поминува тестот на Венецијанска комисија, затоа и не беше пратен, беше манипулативно дека ќе биде пратен, па ќе го пратиме кога ќе се објави. Они знаат дека ваков закон не постои во Европа и овој закон полека, но сигурно оди кон кантонизација на државата во еден чекор, значи да, апсолутно, доколку помине, но верувам дека овој закон и со вакви никакви уставни суди дека овој закон ќе падне на уставен суд и дека нема да биде закон, ќе се остане оној од 2008 кој што да кажеме 20 сфери плюс дава отколку што дава уставот, така што ова прашање треба веќе да го ставаме ад акта и како граѓани да се концентрираме на граѓански прашања, тоа значи на економија, бидејќи албанците од Тетово бараа да им се исчисти депонијата, кога што се лажам и уште не им исчистено, ме разбира, значи такви проблеми секојдневни или пазарџиите сега од кои што поголем дел се албанци, има 20.000 пазарџии на кои што повеќето се албанци, но никој не повикува на поправање на условите. Значи имаше амнестија, имаше сега на почетокот од годинава. Не треба да се симплифицираат дека економијата е битна. Апсолутно е битна. Така што прво полниот стомах треба, а после овие прашања за кои што сметавме дека се надживеани и решени во 2001 година. Така што мислам дека овој закон веќе ќе биде процесиран пред Уставниот суд и таму ќе падне, па сега можеме да продолжиме со другите. Значи кај нас многу се симплифицира ова дека утето депонија треба, економијата е битна и за албанци, и за македонци, и таа нема врска со користење на јазик. Тоа го зборам. Значи прашањата треба да ми кажете дека за македонците не е битно користењето на јазикот, битно е економијата. Македонците се во државата која се тие зон политикон имаат разни потреби, имаат и културни, и физички, и економски. Точно, но некои се приоритетни, што е полно ама секој граѓанин треба своите приоритети да ги не треба ние сега да ги симплифицираме албанците дека некој ги манипулира, ова со јазикот не им
им е битно, а политичките партии. Значи Јас политичките партии. Јас не ги етикетирам албанците, не ме импутирате. Јас ги етикетирам албанските елити политички, политички кои елити се творени во овие партии, кои што на бранот на национализмот го замајуваат обичниот албанец од суштинските работи. Национализмот, јас сакам да ви укажам дека со вакви Еве, ставови албанец на Битпазар кој е пензионер, сега не може да се отвори тезга, ме разбирате? И каква врска има тоа со закон за јазик? Не, сакам да ви кажам дека Тоа тоа има е врска реален со проблем, законот дека тоа е за реален трговија, проблем, не знам кој а е не кој дали закон. на автопатот пред штип таму ќе пишуело и на албански штип. Епа, Што и тоа му го подобрува? за истиот на Што Битпазар тоа- што е македонец, што тоа ставањето му го на албански подобрува? јазик не му Што го тоа нарушува. подобрува животот на албанецот ако пред штип пишува и на албански. Ја ќе вратам со одговор. Додека пазарчиите дали на пазарчијата кој е македонец, тоа што ќе има или ќе нема на албански во штип, ќе му го подобри животот во Битпазар. Не. Немаат врска тие теми. Имаат врска. Немаат врска. Значи имаат Немаат врска врска. во приоритетите на решавање. Не, ама на не приоритетно може треба една да стојат држава, не може една екзистенцијалните држава. прашања, Апсолутно, а не апсолутно. вакви прашања кои Вие не сметавме можете дека се без затворени. пон стомак да размислувате логично и тоа не е спорно. Но не може да ги ставате ова може да чека додека ова се среди. Не, ова држава треба мултитаскинг да прави. Да ги средува и овие работи, и овие работи. Што ќе укинеме културата ми е додека мене се подобри економијата. Нема да укинеме, ама не треба да финансираме на пример. Ама види се, истата аза. Сензитивни етнички навијачки групи да промовираат, апсолутно, разбирате? апсолутно. Тоа е иритира. Ама кој ги која Министерство за култура. која група Оние ја навијачка финансира? група Ако балисти ова, од ако Тетово, ми, ме разбирате? значи балистите од Значи, Тетово, не да палете кажем нешто. Прво националистички балистите, огниви, видите, разбирате? сега пласирате дезинформација. Да, отидовме многу далеко, Балистите сакам од уште неколку Тетово- теми да Сакам да Балистите кажам од дека Тетово се треба навивачка група на Шкандија која министер- дефинитивно има финансиер и спонзор кој е многу побогат од нашиот буџет. Ние сме зашто тоа финансирале е други провокација. групи и не сум ве слушнал да реагирате за тоа. Јас сум Неќам да ги, реагирал. не, значи тие групи сме ги Ја не сум финансирале чул од навијачка група да е даношните. финансирана од Министерство за култура. Искрено не сум чул. Не, ама се финансирала од влада или преку канали разни од Не влада знам, и се ако вие пуштале. имате такви Не, информации, ама такви кажете информации ги, има јас- секој. И ние знаеме чиви интереси политички промовира одредени навијачки групи и тоа поминуваше. Ако зборуваме ние за залудно трошење на пари за глупости, албанската заедница минимално има влијание во тоа. Минимално. Затоа што оваа држава се трошеле пари за разни глупости. Груевски И- ни покажа дека има пари у држава. Значи имало пари и тие треба да се користат. Но во таа маса од 3,5 милиарди, да им кажете вие дека 2 милиона, 3, 5 и 10 се тие кои се спорните, тогаш ќе ви укажам на 3-4 мерки. Спорно е, Ќе ви господине укажам Али, на спорно е 3-4 да седите мерки. дома и да взимате плата од државата. Апсолутно, Спорно е тоа. апсолутно, и апсолутно. Епа колку цел секретаријат се така. А прашајте зошто? Така. Прашајте зошто? Зошто? Затоа што некој 10 години не ќе на некој млад албанец или албанка да му дае столица и да му дае компјутер Да, бе, и да не ќе. како А сега сака. Зошто Па и сега зошто не во може да го кабинетот вработи. на Па председателот? не можат ни сега да ги вработат. Кажете ми зашто Кој во Приштина живее, а зима плата од тука, ме разбирате? Па има 5-6 примери да ми сега укажувате 5-6, како не се правило. 5-6. Ја ќе ви Ама не кажам можете и вие дека мене во след тој да ме правите Ама кој дека- ме правите? дека Вие ме правите зима- след. зима Ја ви велам. плата, а не оди на работа. За Ај тие- ја да зимам за тие плата, а да 3000, не одам А кај на се работа. 35.000 што ги вработи Или минатата оние власт? од Кај се тие Академија, од Академија 35.000? за суди и јавни обвинители. 35.000 се вработени за 10 години. Ај кажете ми го овој пример. 35.000 се 40 вработени. случаи се заташкани Зашто? во Академија за суди и јавни обвинители, Какви? кои од Албанија донеле лажни потврди за познавање англиски Не јазик. се албанци, да не ги И изгрешиш сега, нешто. и сега, Ама да не си ми е грешен. гајле што се прекршиле закон. Па нека разбирате? одговараат за тоа. Па нека одговараат, ама немај- зашто ги Ама штитат немој да да ствараш не атмосфера одговараат? дека тие се албанци. Не, тие не се албанци. Не, ја не стварам атмосфера. Туку е Да донесено имаше оттаму. 40 вработени. Оттаму се донесени, ми разбирате? Тие Сигурно и кај сертификати. нас и од кај нас се носат. Значи по нашле други. некоја шема. И сега тие седат непроцесирани, оти некој ги штити политички. И утре тој човек Не, ќе ви биде вас ама кој обвинител, заштитени? ме разбирате? Ама- Кој фалсификува ама друго документ. да ме прашаш дали и он верувам ќе во ви тој биде правосуден систем. обвинител. И он може да Ама да ти да ве би стави у затвор. ме разбирате? Прашаме дали верувам во тој правосуден систем. Не знам дали Не, па, тоа што. Сега ми импутираш дека ја верувам. Не. Се додека таму не се направи реформа, помене и ветинг, па да си имаат одговорност, ја целосно верба во тој процес и систем немам. Ама сега паѓате во контрадикција. Во која? Од која? Пред почетоков на емисија Ама, кажавте сега, мора да многу се ти паушални заклучоци мора носиш. да се почитуваат Кој? закони. Ама тие мора, сега тоа не те ослободува тебе од Треба да одговорност.
Не, дали Так, тоа слободно треба тие регулира? реформи во Дали ќе се судството, ајде согласиш или не, али може да те да. стрпа у затвор баш таков обвинител со Апсолутно, фалсификувана диплома, ме апсолутно, разбирате ли? Па апсолутно тоа може. ми е поентата. Ама да, Ќе таа видите поента ти ја ама, поддржувам. ако ме дослушате, ќе видите дека на истото размислуваме. Ама вие не ме дослушувате. Ама сега вие ми спомнувате додека збориме за овие од Рамковен. Добро, ајде да седеа завршиме дома, со закон вие за ми јазици, спомнувате ќе- дека носат потврди од Албанија. Тие што носат потврди од Албанија треба да си одговора за тој, немам грам. Ама еве ги не дилема. одговараат 3 години, некој ги штитиме, разбирате? Кој ги ако штити? ги имате Политика ги имињата, штити. кажете ги кои се. Па ги И ние немаме као сега. јавност ќе реагираме. Ја друг начин не знам. Или бомбите, И што сега да ви текнува, која партија беше заштитена од бомбите? Апсолутно, апсолутно. Која партија беше заштитена? Добро, Не, гледаме за дека најмалку има и заштитата- процесирање кон така Заштитата треба да им од се обратиме на Да. тој правосуден систем и затоа ја реков преска дека по мене тој систем треба да помине низ ветинг за да останат прави суди, професионалци, а тие кои го прекршиле, не се стручни, не се одговорни, се политички ориентирани да си летаат од тој си, затоа што тој систем ние сите го плаќаме.